Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно клато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени правеа и тога пропадна за најкодна. Охридските занаетчии вредно работеле, но знаели да празнуваат. Секој еснав имал свој заштитник светец. Во следните минути ќе дознаете како ги избирале и како прославувале. Занаетчиството во минатото бил економскиот двигател на една средина. Охридската чаршија во годините наназад била жива и раздвижена. Се произведувале и поправале разни употребни предмети за населението. Се произведувале и преработувале рачно многу предмети за домаќинството, за луѓето, за работата. Занаетчиите и трговците биле организирани во еснафи. Зборот еснаф има арапско потекло и значи здружување. Со него ги заштитувале интересите на занаетчиите, но и на трговците и муштериите. Еснафите биле јаки и влијателни организации. Занаетчиите од еден занет го правеле еснафот. Меѓутоа, имало и еснафи кои здружувале неколку сродни занаети. Така кујунџиите, златарите и сачиите сочинувале еден еснаф, а казанџиите и калајџиите биле во друг еснаф. Ковачкиот еснав го сочинувале и ковачите и клинџарите. Еснафот го регулирал занаетчиското производство, го одредувал бројот на работници, траењето на работниот ден, дневниците и слично. Со развојот на капиталот и индустријата, тој постепено почнал да ги губи своите права. Секој еснав покрај собранието во кое влегувале сите мајстори имал и своја управа наречена лонџа. Управата се свикувала обично на поголеми празници, особено на еснавската слава. Еснафите во нивната работа се придржувале кон своите стари обичаи, кои со текот на времето станувале норми, кои, иако не биле запишани, се пренесувале од колено на колено. Во Охрид имало голем број различни видови занаети, а градот бил најпознат по табачкиот и крзнарскиот занает, чиј заштитник бил Свети Илија, кажува Димитар Смилевски, охридски новинар и публицист. Од него имало околу 150 работилници, а плюс тоа имало околу 40 работилници меѓу населението во Варошот претежно, кои се занимавале со ќурчество, значи шиеле разни одела од крзната и така натаму, значи. И концентрацијата на тие работилници било долу Табана и затоа сега го носим името Табана, бидејќи на турски табак значи кожа. Тука имало рачно се работела нормално, во почетокот се работело рачно, со тоа што кожите се ваделе имало некој ред камења до езерото таму и се ваделе кожите таму и се переле, се подготвувале кожите и од тука тие се пренесувале на странските пазари. Значи, Охрид бил многу значаен центар на кожарството некаде во средината на 19 век, благодарение на ангажираноста на две фамилии во градот, тоа се браќата Робевци и Кецкаровци, кои што воспоставиле врска со Лајпциг и таму имали своји продавници и своји работилници и оттаму се донесувале сурови кожи и се преработувале до одреден степен и повторно се враќале во Лајпциг, во Виена, во Цариград, така што Охрид во тој период добил на висока цена по производството на кожарството.
Занаечиите биле мощни, снаодливи и бистри луѓе, раскажува Смилевски. Виктор Григорович, кога дошол во 1845 година, меѓу другото спомнува дека најучениот маж во градот бил шивачот Ѓорѓи Бодле. Тој го водел по спомениците, неговата мисија била да проучува словенски ракописи. Ѓорѓи Бодле бил постојано со него, значи тој доста ги разбира работите дали на словенски или на грчки ракописи, така што тој имали голема библиотека Бодле. И значи од тоа гледаме дека со занечиството се занимавале доста интелигентни луѓе кои што имале пошироки познавања, дали тие од тоа што излегувале надвор од градот и примале одредена култура од други центри, или пак сами така како поинтелигентни се зафатиле со одредени занаети. Во Охрид цели семејства добивале презиме според занаетот кој го работеле. Фортомаровци, ковачевци, рибаровци, воденичаровци, чобановци, шандановци, шапкаровци, златаровци, бојаджиевци, баштанџиевци, сапунџиевци, терзијановци. Со презимето Сапунџиеви од Охрид има и еден историски запис, посочува Смилевски. Во времето на Джеладин бек се украл сапун од Сапунџиевци. Тој бил Григор Сапунџиев. Правеле сапун. Некој му го украл сапунот. И тогаш Джеладин бек ги повикал сите граѓани од градот да дојдат да се подпишат дека не го зеле сапунот. И тие што го зеле сапунот, избегале од градот, се преселиле на друго место, значи се откриле дека тие го украле сапунот. Занаечиите од секогаш ги следеле потребите на луѓето, а многу од нив датираат од давнина. Бидејќи ние немаме пишани документи за таа работа, меѓутоа може да се претпостави дека Охридската тврдина не случајно се држала доста долго да не може да се освои од непријателите, со оглед на тоа што таму имало специјално одредени луѓе, специјално кои се занимавале со заштита на градските ѕидини, некои биле задолжени да ги одржуваат портите, некои биле задолжени да коваат оружје, да ги поправаат штитовите и така натаму, значи секој си имал своја задача и така градов организирано го одбивал секој напад од непријателот и тешко можел да се освои. Ако навлеземе подлабоко за занаечиството, тогаш ние можеме да се вратиме и во 7 век пред нашата ера, со појавата на требенишките златни маски. Тоа сигурно дека ги ковале луѓе кои што живееле во ова подрачје и со откривањето на маската, златната маска кај горна порта, значи и тука имало некои ковачи кои што се занимавале со ковање на златни маски и други предмети, накити и така натаму. Значи човекот секогаш го пратил занаетот и потребите негови. Како што му биле потребите, така се развивале и занаетите. Нормално дека најповеќе ќе биде заради оделото, најпрво трзите биле, сигурно дека биле меѓу првите кои што ги прателе луѓето и потоа ковачите и така одредени занаети без кои што животот не може да тече.
Занаетите најчесто се наследувале, но се подучувале и други лица кои не биле дел од семејството. Сигурно дека за занаетот би требало да има човек и талент во таа работа, а од друга страна заради обстанок се бореле луѓето, така што веројатно сите занаетчи си имаат своји наследници. Тие примале кај себе калфи, чираци, прво чираци, потоа калфи. Чираците ги промовирале во калфи и калфите после станувале мајстори. Значи не било едноставно тоа да дојдеш до мајстор. Смилевски цитира запис од Марко Цепенков, како во минатото се станувало мајстор или калфа и кои биле правилата или тертипот кои требало да го почитуваат во работата. Еснафот се собира во еден манастир и една недела се прават гости, кога требало да се промовираат новите мајстори, новите чираци, новите калфи. Значи, си оделе таму, си носеле се што треба, јадење, пиење, се гостеле и таму, потоа кога било церемонијалот за да се добие мајстор, да кажеме дека раководител на еснафите бил устабашијата. Значи, устабашија бил тој што раководел со еснафот. Меѓутоа, нему му помагале уште 3-4 старци од градот, првенци. Така да, кога се добивало звањето мајстор, тогаш главниот збор го имал устабашијата. Ако устабашијата каже дека овој може да биде мајстор, тогаш значи, тоа се прифаќало од сите. Сега, кога ќе дојде моментот да ги прогласува устабашијата мајсторите, тие идат пред него, застануваат, се поклонуваат, му бацуваат рака и устабашијата ги поучува како да се однесуваат кон занаетот, како да се однесуваат кон мајсторите, како да се однесуваат во еснафот, како да се однесуваат кон чираците, како да се однесуваат кон калфите. Значи, сето тоа му дава тој една поука да не се расправа, да ја врши работата поштено и така натаму. Значи, сето тоа што бара тогашниот закон или правилата по кои работеле да се придржува. Занаетчиските еснафи избирале и свој заштитник светец. Сето тоа е поврзано со верувањето на луѓето. Значи, од давнина луѓето биле приврзани повеќе кон верување во разни демонски сили и така натаму, и на некој начин тие сакале да ги одвратат заради успех во работата, заради напредок. И бидејќи не можеле да го тоа објаснуваат на некој начин, тие принесувале одредени жртви. Всушност и занаетчите, порано жртва бил човекот. Во известно време се давале жртви на боговите за да се умилостиват, да речеме кога треба да заврне дожд или за некој напредок, тогаш се жртвувало дете, се жртвувал човек, се жртвувала жена и така натаму, девојка. Меѓутоа, постепено веќе луѓето го менуваат тоа и жртвуваат јагне, жртвуваат петел. И постепено се префрла од живи суштества, жртвувањето се пренесува на да речем на предмети или на нешто така, на лебот. Лебот е жртва, всушност човекова жртва, значи која што
и во лебот е застапен во сите тие обичаи е застапен лебот, се смета дека тоа е поврзано со телото на Исус Христос и затоа и виното се тураше поврзано со крвта на Исус Христос. Значи, за сите еснафи, за сите занајчи важи истото правило. Тие, спроти денот, што им е одреден, тие одат во црквата, носат 5 леба. 5 леб, така се вика тоа, петолебие. Значи, тој обичај се носи лебот во црквата да отстои вечерта, да го отпее попот, а тоа ќе се случи утредента, значи кога тие доаѓаат, ги оставаат таму и други работи носат за пиење и така натаму. После доаѓаат сите од еснафот, мајсторите, калфите тука доаѓаат во црквата и таму си носат секој погача, лепче некакво, карта вино и други работи за да се почестат. И таму од лебот, што кога ќе се отпее лебот, имаме присутни други народ, нормално на тој ден, како што обично се случуваат за празниците, и се раздава лебот по народот и по еснафот, доаѓаат веројатно пријатели и од еснафот тука, од други еснафи, така да се една општа така веселба, се поминува тука во јадење, пиење, во веселба и се раздава тоа што е таму и тогаш се избира и кумот, да речеме за другата година, кој ќе биде носител. Значи носителот сега што бил оваа година, може и повторно да се случи да биде. Обично се користело јаболкото како предмет, да речем, за одредување на идниот кум што ќе биде. Ова го викаат тие фрлање на лото занајачите. Тоа всушност е јаболко. Во јаболкото се става едно паре и јаболкото се дели на разни делчиња така. И сега мајсторите земаат по една делче, кому ќе му падне парите, тогаш тој за година треба да приготвува јадење, пиење тука, значи за тој ден, за денот што им е. Занајчиските еснафи биле добро организирани. Тие си имале посебна каса, еснафот си имал посебна каса. Во турско време касата ја држал сејменот. Сејмен бил одреден кој што ги повикувал мајсторите и тој минувал по мајсторите да ги собира парите кои што биле задолжителни, што ги давале и мајсторите, и чираци, и калфите. Чираците не можеле да дават, бидејќи немале пари. Значи, тоа се собирала касата и касата после се користи, парите се користат за денот, за прослава на денот. Кога ќе се стави јаболкото, се растура на табакера таму и се бираат и секој може да земе по едно. Меѓутоа, доколку се случи истиот, може да се случи истиот кум што бил таа година, да биде и другата година. Значи, можело и така. И меѓутоа, се избегнувало. Тоа добро би било да се завртат сите, да помагаат. Секој сакал, ова треба да се каже, дека тие многу, секој сакал да биде, значи, на таа позиција кум да биде на. Значи, со тоа си верувале дека тие ќе им оди занаетот напред, ќе имаат напредок, ќе имаат поголеми приходи и така натаму. Значи, во таа смисла, тие сакале секој да биде кум.
Во јануари првиот празник е за рибарите, што е карактеристично за Охрид. Капењето на рибарите кај нас е карактеристично. Тоа за други градови сигурно дека не е тоа карактеристично, меѓутоа веројатно рибарите го имаат земено како така празник, бидејќи тогаш завршува забраната на ловот на рибата, татилот, така што се дозволува, значи, да почне ловот, а фрлањето во водата всушност е жртвување. Значи, поранешното што било човекот да се жртвува, сега се жртвува човекот, меѓутоа сега е на местото на човекот се фрла крстот. Порано се фрлала девојка, се фрлало дете, да се удави, да речем, како жртва на Господ, да му се даде, а сега тоа преминало во крстот и се фрла крстот. Порано бил крстот од мраз, се правил, заради тоа е Василија, тој бил Василија, Свети Василија е одреден од Господ за мразот. Тој е како одреден за да го чува мразот. Прво бил од мразот, потоа крстот и луѓето што се фрлаат во езерово, всушност тоа се жртвува, значи тоа е жртва. Таа жртва секогаш оди за береќе, за успех во животот, за напредок, за здравје. Значи, општо за сите тоа е. И сега истото се случува и со рибарите. Тие се фрлаат за здравје, нормално. И за успех во ловот, во риболовот. Следува Свети Атанаси на 31 јануари, за кој Смилевски вели дека е заштитник на ковачите. Тој празник го слават ковачите еѓупци. За тој ден тие купуваат петел. Петелот го купуваат, тие го слават овој празник 2 дена. Значи на 30 и на 31. На 30 е светецот е Свети Антони, а на 31 е светецот Свети Атанаси. Тие се двајца другари, пријатели, кои што се наоѓале во пустината кога бил изгонет Свети Атанаси, а ќе кажеме зошто, и затоа тој Свети Антони е пред него, го прател постојано Свети Атанаси, така да заедно се тие. Значи на Свети Антони еѓупците купуваат петел и го чуваат ноќта, и кога ќе пропее со бајле некаде на 31 го колат петелот. Со тоа, значи, дават жртва за денот. Тие го слават овој ден и веројатно тој може би кажува дека нивното потекло е од Египет и затоа ги викаме еѓупци или египтјани. Потоа следуваат и многу други празници. Така на 12 февруари се слави Тристопци, на тројцата светители Свети Васили, Свети Григорий Богослов и Свети Јован Златоуст, а го одбележуваат бакалите. 14 февруари е денот на лозарите и овоштарите. Тие го избрале Свети Трифун како свој заштитник. Овој ден дава надеж за добра берба. Овоштарите и лозарите веруваат дека свететот ќе ги штити и родот ќе биде добар, а ќе има и добро вино. Закројувањето е обред во кој има содржина. Се оформува идниот род и според процентот на здравјокца на лозието, лозарите ќе знаат што да очекуваат од родот. Свети Трифун исто така означува дека големата опасност од измрзнување поминала. Свети Трифун бил голем поборник на христијанството
Тој е осуден во Никеја на првиот Никејски собор и бидејќи не се откажувал од христијанската вера, нему му е отсечена главата. И неговото тело е пренесено во Црна Гора, во Котор. И таму денеска Свети Трифон е заштитник на овој град. Значи, неговите мошти се наоѓаат во Котор. Сега, тој имал и некоја исцелителна моќ. Тој ја исцелил лудата ќерка на царот Гордијан. И затоа добил голема слава. Меѓутоа, противниците, обично католиците, не сакале многу да биде тој поврзан со Гордијан и тие го осудиле. Смилевски раскажува и за Свети Тома, денот на столарите и дрводелците. Тој бил всушност дрводелец. Тој делкал на камен, дрвото го делкал на камен. И никако, значи многу бил прецизен во тоа, делкал на камен, меѓутоа ѓаволот сакал да го измами, да ја исаби секирата во каменот, да ја удри. И никако не можел ѓаволот да го измами. И едно време ѓаволот се претворил во убава девојка и Свети Тома ја кренал тоеш главата да ја види девојката и ја удрил секирата во каменот и така да, значи, ја изгубил таа моќ што била негова, како да. И Господ нему му дал печатот на облаците. Овој бил задолжен за облаците. Се родил во Галилеја, а умрел во Индија. Сега го слават, рековме, дрводелците, заради тоа што тој се занимавал со дрводелство, значи бил дрводелец. Го одбрале дрводелците да бидат нивни празники. Свети Илија е заштитник на крзнарите, кожарите, воденичарите. Свети Илија е наследник на старозаветниот громовник, односно на Перун, и тој раководи со водата и со облаците, со дождот. И тој секогаш ја прашува Огнена Марија, значи ја прашува секогаш кога ќе загрее сонцето појако за да пушти тој облаци и така, значи во таа смисла. Меѓутоа Марија не му кажува за да не удира громови. Се смета дека Свети Илија со громовите ги тепа ѓаволите. Затоа удира на свети места каде што се, да речеме, високи дабје, големи дабје, каде што се смета дека има демони околу во дрвото, потоа удира на метал и само не удира во коприва, бидејќи таму веќе копривата е заштитена од ѓаволите и не може да ги надитри ѓаволите, а исто така и во леска не удира, значи леската исто така е едно заштитно растение од гром. Покрај овие светители, за наечиите, како например чевларите, грнчарите и шарлаганите, кои биле зајтинли од Афион и Сусам, а работеле од октомври до Ѓурѓовден, го празнувале Свети Спиридон.
а Свети Арангел бил денот на касапите, додека Свето Преображение на бочварите. Денес голем број стари занаети кои живееле со векови полека изумираат под налетот на новото време. Одамна се исчезнати самарџиите, фортомарите, коларите, калајџиите, опинчарите, сарачите, јурганџиите. Некои занаети пак се прилагодуваат на потребите на новото време и жилаво се бурат за опстанок. Но во прашање е само време кога и нивната дејност ќе биде за секогаш згасната. Ама тој пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот не можеме да заборавиме. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на Охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени бреја и тога пропадна занаетот на. Традицијата ја зачувуваме со печат, овозможено од бисери филеви.